Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Започна пробивањето на пристапна улица и изградба на паркинг за зградите на улицата Стево Теодосиевски. Со средства од основниот буџет на општина Кочани, во Оризари пак се работи на подготовка за асфалтирање на улицата Лазар Стојменов. Деновиве започна пробивањето на пристапна улица за објектот на поштата кон северната страна на зградите на улицата Стево Теодосиевски. Улицата е долга 215 метри, а широка 5,5 метри и е особено значајна за овој дел од централното градско подрачје, каде со изградбата на зградите се зголеми концентрацијата на сообраќајот и потребата од простор за паркирање. Механизацијата на Бони Интер градба од Струмица го расчистува теренот, каде е планиран и соодветен паркинг. Истовремено овде се вршат и потребните зафати на водоводната и канализацијската мрежа, соопшти Владко Димитров од секторот за уредување на градежното земјиште во општина Кочани. Паралелно со овие активности, а според програмата за капитални инвестиции за 2019 година, со средства од основниот буџет на општина Кочани, во Оризари се работи на подготовка за асфалтирање на улицата Лазар Стојменов. Комуналното јавно предпријатие Водовод заврши со поставувањето на водоводната и канализацијската мрежа, а во тек е трасирање на улицата, чија должина е 718 метри. Изведувач на работите е градежното предпријатие Стојменов. Председателскиот кандидат Стево Пендаровски оствари средба со младите од Кочани, при што представи дел од своите заложби за подобрување на можностите и перспективите за нив. Исто така, упати забелешка за некоректниот однос на политичкиот противкандидат во користењето недостоен рекламен материјал во кампањата. Младите луѓе во нашата држава мора да добијат нови можности и перспективи, а заложбите за што побрз влез во евроатлантските структури и чекорите што досега се преземени се вистинскиот правец во кој ќе продолжиме да се движиме, рече председателскиот кандидат Стево Пендаровски на средбата со младите од Кочани. За сите нас, но посебно за младите ќе се отворат големи можности. Од европските предпристапни фондови, можноста за поголема мобилност во образованието, пракса во различни европски држави. Че јас мислам дека младиве треба нови избори да дадат максимална подршка на оваа политичка опција. Инаку се друго би било доведување под ризик и на ова што до сега го постигнавме. Знаете дека практично влеговме во НАТО и сме во предворието на Европската Унија. Не постои ниту една европска држава која го намалила тој тренд, а останала изолирана или на дното, како што бевме ние во 10 години наназад, знаете, за време на претходниот режим на фамилијата. Ние сме практично сега на прагот на Европа, како што реков, и мислам дека навистина мораме да дадеме поддршка на оваа политика, бидејќи тоа е единствената политика која ветува на кус рок наше асоцирање во тие евроатлантски интеграции, кој го ублажува значајно тој проблем. Значи, младите едно е да се иселуваат затоа што немаат никаква шанса во својата земја, а сосема друго е да добијат шанса овде, па ако сакаат плюс, зашто да не? Тој тренд не треба да го сопира никој. Председателскиот кандидат Пендаровски го оцени досегашниот тек на предизборната кампања во рамки на очекуваното и предвидуваното ниво на коректност, со одредени исклучоци пред се во користењето пораки што ги смета за некоректни и навредливи. Посебно тука мислам на еден спот кој мојот противкандидат од главната опозициона партија го продуцираше пред неколку дена, значи сертифицирано одобрен од нив, не од некој нивни поддржуваш на социјални мрежи, што оди на многу ниско примитивно ниво, оди на лични дисквалификации и навреди, што е практично според нивото на примитивност незабележано во поновата македонска политичка историја, веројатно 90 до денес воопшто. Зборам за официјални видеа на еден од кандидатите. Во комуникацијата со граѓаните и со гласачите, според Пендаровски, забележливо е дека има позитивен пристап, а импресиите се води една од покоректните предизборни кампањи. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани организираше пресконференција на која беа упатени забелешки за динамиката на изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Иако рокот за завршување се најавувал до крајот на оваа година, беше упатено прашањето до кога изградбата ќе се пролонгира. Тема на пресконференцијата што ја одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани беше изградбата на новиот експресен пат што ќе ги поврзува Штип и Кочани.
а зашто според нив биле надминати некои од претходните најавувани рокови. Експресниот пат Штип-Кочани почна да се гради во 2017 година и според предвидената динамика треба да биде завршен кон крајот на 2019 година. Но по се изгледа дека пуштањето во употреба ќе се одложи. Проблемите и изговорите за реализација на овој проект се многобројни. Како и со сите проекти со кои се зафати оваа влада и оваа локална самоуправа, слушаме само изговори, а нема резултат. Завршувањето на експресниот пат, барем според она што можеме да го видиме на терен, е далеку од предвидениот рок. Прашуваме, кога планирате овој многу важен патен правец да биде завршен и да биде пуштен во употреба? Председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН од Кочани го критикуваше и слоганот на партијата на власт и на нивниот председателски кандидат, оценувајќи го како позаимен. Деновиве гледаме и слушаме дека викате заедно напред. Ама напред по што? Дали вашето напред се однесува само на вашите кариери? Заедно напред ќе беше супер како слоган за новиот експресен пат, а вака е само смешен позаимен слоган. Повиците за заедно напред се зачинети само со коментари за некои минати времиња. Барате вина во сите за вашиот неуспех, а лицемерно викате напред. Граѓаните гледаат, судат и знаат да оценат кој работи, а кој живее само во минатото. На крајот, Ѓорѓиев упати повик граѓаните да излезат на избори и да гласаат за председателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Од Општинската организација на СДСМ Кочани до медиумите испратија писмен одговор на прашањата од пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. ДПМН во секој инфраструктурен зафат гледаше личен профит. Владеачката гарнитура, која една деценија уживаше во благодетите од своето владење, безмилосно крадеше, манипулираше и узурпираше права, која пред се го оставаше личниот интерес, секојдневно се огласува и моли да се врати на власт. ДПМН прашува за експресниот пат Штип-Кочани, а ги заташкува залудно фарлените пари за погрешните трасирања на патиштата, обиколниците кои однесоа жртви, договарањата провизии со жолтите, градењата без одобренија и градежни дозволи. Тоа е нивниот стил на работење. Секој инфраструктурен проект беше важен заради личниот профит. Почитувано раководство на ДПМН, зборувате за работи што ги оставивте заглавени. Пред да прашате јавно за експресниот пат, земете ги извештаите од консултантот на Европската банка, за да видите каков проект оставивте, дали може да се гради со 15% завршена експроприација. Да, експресниот пат Штип-Кочани требаше да биде завршен, но доколку бил почнат со завршена експроприација. Европската банка дозволи да започнат работите на терен дури откако заврши експроприацијата, поучена од порано од застоите кои настануваа поради тоа. Експресниот пат ќе биде реалност, како и обиколницата на влезот во Кочани која започнува да се гради идната седмица. Реалност како што е по 40 години рехабилитираната делница Пониква Кочани, заедно со Страшо Ербапче, како изградбата на патот Тркање Пишица за рекордни 2 месеци, како проширувањето на стевот Теодосиевски и уште долга листа улици и патишта во Кочани, кои се градат со суми половични од оние што мокниците на ДПМН ги местеа на тендерите. ДПМН имаше можност да покаже што и колку умее на повеќе нивоа на владење. Граѓаните на 21 април ќе потврдат дека се против сиот криминал, грабежот, против корупцијата, против злосторствата што се правеа. Ќе потврдат дека избираат опција на заедништво, дека бираат сигурна иднина, заедно да одиме напред. Се вели во писмената реакција од СДСМ Кочани на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Во Кочанската детска градинка започна практична едукација на најмладите за органско производство. Децата учат за органско производство со селекција и компостирање на органскиот отпад. Активноста е дел од проектот Екоградини во детските градинки.
Со проектот Екоградини во детските градинки од програмата Еразмус Плюс во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани започна практичниот дел едукација на децата за органско производство со селектирање и компостирање на органскиот отпад. Според Зоран Стоилков, експерт во проектот за добивање компост од органска маса, се работи за мощно корисен проект за стекнување навики кај најмладите, како да се однесуваат кон органскиот отпад. Во Македонија имаме земјоделска земја, рачунаат повеќе, имаме хиперпродукција на органски материјал кој за жал завршува на нашите градски депонии. Со цел да го заштитиме мал дел од депониите, дел од органскиот материјал може да се искористи за изработка на органско ѓубриво, кое значително е познато по Европските унии, земјите членки во Европските унии. Тука сме да ги покажеме на младите како се добива тој органски материјал, како се селектира, како се користи и на крајниот резултат е органското ѓубриво да се имплементира во детските градини. Тука ќе ги покажеме како искористено веќе, како се припрема самиот компост, како да дојдеме до тоа органско ѓубриво и како да го имплементираме во нашите, да го ставиме да се користи во нашите градини. Ќе ги покажеме како се засадуваат растенија во органскиот материјал. Имаме тука презентација, семиња, ќе ги покажеме се и едно едукативно од наша страна едукативна представа, ќе ги прикажеме како понатаму тие да продолжат да го користат органскиот материјал. Овој дел во проектот има и надпреварувачки карактер. На крајот, со символични награди ќе се награди најдоброто растение, најдоброто овошје, што ќе придонесе за мотивација на децата. Во проектот, што ќе се реализира до 2020 година, се вклучени градинки од Македонија, Хрватска и Бугарија. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев обезбедија пласман за учество на Масум, што в петок ќе се одржи во Кичева. Се најдоа меѓу најдобрите 10 во државата во повеќе категории. И годинава учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев обезбедија пласман за учество на надпреварот Масум, што секоја година се организира на државно ниво. Годинава влегоа во првите 10 во државата за категорија најдобар филм и реклама, а ќе се надпреваруваат и во останатите категории: јавно говорење, музички бенд, драма, поетска творба, најдобар штанд, пинг-понг, интервју за работа. Ќе се надпреваруваат во Кичево, од каде очекуваат солидни резултати. Како и секоја година, така и ова, нашето училиште учествува во надпреварот Масум. Ние оваа година се пласиравме во најдобрите 10 во категорија филм и реклама. Се надеваме дека во Кичево ќе добиеме многу подобри резултати. Во подготовката за учество на Масум учениците ја имаат целосната подршка од нивните ментори, професорите и менеджерскиот тим на училиштето. Освен овие категории учествуваме и во други, како што се например интервју за работа, најдобар штанд, пинг-понг, серва, најдобар драма, поетска творба и јавно говорење. Работевме под менторство на професорите Павлина Атанасова, Игор Голубов и Александар Симеонов. Учениците се презадоволни од постигнатите резултати на досегашните надпреварувања на Масум, а со оглед на успешноста на филмот, рекламата што ги подготвија и останатите категории во кои ќе се надпреваруваат, и годинава очекуваат голем успех, на кој ќе бидат горди и самите тие и нивните ментори под чие раководство работат. Вкупно 31 крвна единица се собраа од крводарителската акција што во организација на Црвениот крст од Кочани се одржа во просториите на Средното училиште Гошо Викентиев. Истата се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев ја покажаа својата хуманост. На крводарителската акција што се одржа во просториите на училиштето ја даруваа скапоцената течност. Акцијата ја организираше Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Кочани, во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип и беше наменета за учениците од 3-та и 4-та година кои имаат наполнето 18 години. Собрани се 31 единици крв, информираат од Кочанскиот Црвен крст. Ова е прва акција во Средното училиште во 2019 година. Уште една акција е планирана во месец ноември, а воедно, значи, во овој месец ќе се реализира ваква крводарителска акција и во другото средно училиште во Љупчо Сантов, која дополнително ќе бидете известени.
со спроведување на вакви акции во средните училишта, всушност ги мотивираме младите средношколци да се вклучуваат во семејството на крводарители и нели да станат повеќе кратни крводарители во наредните години. Пред спроведувањето на самата акција, во училиштето се организираше и мотивацијска работилница за крводарителство, каде што на самите од страна на обучен мотиватор за крводарителство, каде што на самите ученици им беше објасната постапката за дарување на крв, значи што треба да се направи пред самата акција, за време на акцијата и после акцијата, се со цел да имаме безбедна крводарителска акција денеска. Вакви акции Црвениот крст од Кочани организира секоја година со цел потикнување на младите да бидат хумани и со дарување на својата крв да спасат нечи живот. Следува информацијата од спортот. Во средата се одигра 17-тото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, во кое фудбалскиот клуб Осогово на домашен терен играше нерешено со Овче поле од Свети Николе. И со поделбата на бодовите, жолто-сините го задржуваат лидерското место на табелата. Поради доцнењето на стартот на пролетниот дел во првенството на третата фудбалска лига Исток, во средата се одигра редовното 17-то коло. Третолигашот Осогово освои само 1 бод на домашен терен во средбата со директниот конкурент за врвот Овче поле од Свети Николе. Надпреварот заврши со резултат 1:1, но лесно можеше да стане студен туш за домакините со оглед што гостите поведоа уште во 4-та минута и со позитива во своја корист заминаа на пауза по првите 45 минути. Во вториот дел, жолто-сините се обедуваа да го изедначат резултатот, па тоа им успеа дури во 53-та минута, по пеналот што беше досуден, откако имаше груп недозволен прекршок врз Шуманов. Стрелец на голот за Осогово беше Паунов, со што ја спаси честа на своите соиграчи. Во моментот Осогово има 39 бода, 6 повеќе од Овчеполе, додека третопласираната Кежовица со 27 бода одамна излезе од трката за лидерската позиција. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.